Понеделник, 6 март, кратки вести во 12 часот. Иако во препораката се бара уривање на недовршениот хотел во Лагадин, не само што тој сегмент не е исполнет, туку хотелот викендов се доградува, ја информираат од граѓанската иницијатива Охрид СОС, министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска како председателка на Националната комисија за УНЕСКО. Бараат од институциите да ги исполнат реално препораките, а не да одолговлекуваат со години. Од Охрид СОС потсетуваат дека нема ажурирана карта со урнати дивоградби, како и листа на приоритети за уривање и за општините Струга и Дебрца. Јавноста не ни знае колку вкупно објекти во тие општини се нелегални градби. Министерството за труд и социјална политика на својата веб страна ги објави корисниците на финансиска поддршка согласно Законот за финансиска поддршка на ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза. Пензионерите кои ќе користат ваква помош со пензија не поголема од 14.000 денари месечно се објавени на страната на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, додека невработените кои го оствариле ова право на страната на Агенцијата за вработување. Паричните средства на корисниците ќе им бидат исплатени на 13 март. Продолжуваат успесите на младата Мартина Блажеска, охриѓанка со блескав музички талент оформен на престижниот музички коледж Беркли во Бостон, каде студираше гитарска изведба. Таа ќе настапува како предгрупа на Мартин Милер Session Band на турнејата во Германија и Холандија како соло изведувач вокал и гитара. Најнов ангажман на младата музичарка од Охрид е и спонзорството со познатата компанија Shure. Покрај ова, Мартина моментално работи на новиот албум. Првиот сингл ќе излезе за неколку месеци, а албумот се очекува да излезе следната година. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност и услови за слаб локален дожд. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.